Добро утро за нашиот гостин од Универзитет Скопје, поточно за професор доктор Дејан Навковски. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија. Сузе, ќе зборувате за меѓународниот ден на туризмот? Така е, 27 септември. Одлично. Повелете. Благодарам, Искра. Добро утро официјално и добре ни дојдовте, професоре. Универзитетот за туризам и менеджмент, порано денеска Универзитет Скопје, е нешто кое дава една навистина ведра нота и една шанса за сите нас да ја прикажеме Македонија во вистинско светло пред светот. Туризмот е важна стопанска дејност, нешто на што треба да размислуваме глобално, ама да делуваме локално, нели? Она што го знаеме сите ние кои живееме во Македонија е дека имаме прекрасни природни убавини, имаме многу места каде што луѓето се толку пријателски расположени да ги пречекаат странските туристи, но за жал ни се случува да за туризмот говориме само во летните месеци. Можеме ли ние Македонија да ја направиме атрактивна како понуда 12 месеци во годината? Да, точно е дека за туризмот најмногу се зборува во летниот период, еве заврши летната сезона туристичка, многу успешна според туристичките работници и според статистичките показатели. Конечно и тоа да го чуеме после пандемијата, бидејќи навистина после пандемијата, беше. да. Меѓутоа, во Република Македонија таа е ограничена на 60 дена, 2 месеци во летниот период, и не е доволно туризмот да се задржи само во тој летен ударен период. Нормално е дека летниот период е ударен за туризмот, меѓутоа мора да се бараат начини да се излезе од тој сезонски карактер на туризмот и тој да функционира на територијата на нашата држава во текот на целата година. За тоа постојат одлични предуслови, пред се природните карактеристики на Република Македонија, културно-историското богатство кое што го има во сите делови, бројните религиски објекти кои што привлекуваат внимание, археолошките локалитети, гастрономијата, сето тоа дава големи можности за да може туризмот да се практикува низ целата година на целата територија на Република Македонија. Ги заборавив многу важните винари, винските патишта, вклучително и гастрономската понуда, така да со добра организацијска поставеност која недостасува се уште, туризмот секој дека може да функционира и туристичкото движење да функционира 365 дена. Посебно со домашните туристи, кои што треба да се носител на туристичкото движење вон главната летна туристичка сезона. Сите ние следиме колку светската економска криза направи изместувања во светот, особено во земјите како нашата мала земја, каде што па и за жал немаме море, и можеби и многу помалку туристи имаме од оние земји каде што има мориња, има острови, има плажи, има атрактивни дестинации, но сметам дека кога вистински би се посветили, би работеле 365 денови да се развива некаква програма, некаква стратегија и кога би знаеле да ги искористиме капацитетите кои ги имаме, ние би можеле да ја подобриме економијата, дури и туризмот да стане и водечки двигател на нашата економија. Способни ли сме за такво нешто? Туризмот секој е многу значаен во економијата во секоја држава, вклучително и во нашата. Пред се многу се важни странските туристи кои што носат девизен прилив во државата и тоа се нарекува невидлив извоз. Во секој случај туризмот има огромна моќ за да ја развие економијата, во исто време и да поттикне развој на други стопански гранки, пред се инфраструктурата, земјоделието и други стопански гранки кои што се поврзани блиску со туризмот или се во функција на туризмот. Така да со добра организацијска поставеност, со излегување од сезонскиот карактер на туризмот и практикување на туристичките движења во текот на целата година во нашата држава, со зголемување на бројот на странските туристи кои што оваа година се надеваме дека ќе ја помине бројката од 1,5 милиони туристи. Тоа е бројката од 2019 година. Минатата година мислам дека достигна
1,2 милиони туристи, што повторно ќе кажам не е воопшто малку за нашата држава. И на тој начин и со добра организацијска поставеност, промотивни активности, квалитет, висок квалитет на услугата, секако дека туризмот може да биде значаен дел од економијата во нашата држава. Така, постои ли некаква веќе стратегија установена и дали ни е неопходна некоја друга долгорочна стратегија во која може би ќе ве вклучат и вас како факултет? Се изработуваат национални стратегии за развој на туризмот, кои што се со трајање од 5 години. Изработката нивна оди поспоро, со задоцнување, и генерално тие се многу важни затоа што преку нив се даваат насоките во кој правец треба да се развива туризмот во иднина. Тие насоки се генерално сконцентрирани или фокусирани на природното богатство на Република Македонија, културното наследство на Република Македонија, гастрономијата и така натаму. Неопходни се долгорочни стратегии, не само на национално ниво, туку и на локално ниво, затоа што дестинациите треба да го планираат својот развој на туризмот согласно со националните стратегии за развој на туризам, така да овие стратегии неопходно е да се изработуваат и да бидат долгорочни на подолг период и секако во нивното подготвување и изработување неопходно е да учествува и стручната фела од област на туризмот. Не само академски, туку и од секторот, од реалниот сектор на туризмот. Да. Во каква спрега? Дали има добра комуникација помеѓу локалните заедници каде што постојат известни предуслови за врвен туризам и дали тие меѓу себе се некако вмрежени? Дали тука имаме добра комуникација, бидејќи за жал некогаш на најмалите нешта ние знаеме да кикснеме. Па и ова е таков случај, затоа што, за жал, во нашата држава повеќе години наназад се прават обиди за формирање на туристички организации во самите туристички дестинации. Организации туристички се нарекуваат организации за управување со дестинација, за менаџирање со дестинација, се едно како и да ги наречеме. Постоеја обиди преку најразлични обуки, предавања од различни организации, да се потикне формирањето на такви туристички организации во дестинациите, кои што за жал се уште не функционираат. Инаку, нивното постоење е нужно и неопходно ако сакаме да имаме квалитетна туристичка понуда. Затоа што овие туристички организации во самите дестинации ги вклучуваат сите инволвирани во туризмот во самата дестинација. Понатака работат на промоција и маркетинг на целата туристичка дестинација, вклучувајќи ги сите инволвирани. Работат на вмрежување, на соработка со останати туристички дестинации. На тој начин се проширува туристичката понуда. И што е уште многу важен елемент е работат на едукација и образование на кадарот во преку неформално образование, меѓутоа сепак е многу важно постојаното едуцирање на кадарот кој што работи во секторот туризам. Одлично. Министерството за култура од неодамна во својот ресор го има и туризмот, што е, да речеме, една добра насока за тоа дека нештата треба и очекувано е да тргнат во една понагорна линија. Колку е тука вклучен вашиот универзитет, Универзитетот Скопје, особено факултетот за туризам и на кој начин вие ќе делувате? Да, туризмот дочекавме да како дејност се издигне на највисоко можно ниво во државата, на ниво на министерство, така да во новото Министерство за култура и туризам, туризмот треба да го заземе своето место од смисла на организацијска поставеност и во смисла на понатамошно планирање на развојот на туризмот. Се уште секторот туризам во Министерството, според моите сознанија, не функционира целосно, односно треба да се консолидира и сигурен сум дека ќе бидат вклучени стручни лица од академскиот свет, затоа што без науката не можеме да ја реализираме ниту практиката. Така. Еве, бидејќи сме во период од годината во кој што дел од студентите и младите луѓе кои се уште не направиле конечна одлука можат тоа да го направат, бидејќи во тек се третиот рок на уписи на вашиот универзитет.
Има ли голем интерес на млади луѓе кои сакаат да студираат и да се усовршуваат во областа на туризмот? На кој начин ги мотивирате? Што им нудите? Да, уписите се во полн ек. Како и секоја година и оваа година, голем број на млади луѓе, матуранти, ги препознаваат вредностите на Универзитет Скопје, го препознаваат квалитетот кој што го нудиме, ја препознаваат можноста за создавање на својот иднина сега преку Универзитет Скопје, така да интересот е задоволителен и голем. И од вторник им посакувам среќа на сите нови студенти со почетокот на новата академска година, со првиот академски час во понеделник, да имаат успешна академска кариера. Одлично. Кажете ни кои се најатрактивни насоки на вашиот факултет, на вашиот На универзитет? Универзитетот Скопје функционираат економскиот факултет со 3 насоки, тоа е насока финансии, насока менеджмент на човечки ресурси и насока меѓународен менеджмент маркетинг. Традиционално најголем интерес побудува економскиот факултет. Од секогаш е така. Кај младите никогаш луѓе не излегува од мода, би рекла, нели, да. Меѓутоа, не помалку атрактивни и со интерес е и факултетот за информатика, со софтверското инженерство и секако првиот и единствен приватен факултет за туризам во државата, факултетот за туризам на Универзитет Скопје. Одлично. Еве, бидејќи влегуваме во сезоната есен-зима, летото некако го заокружуваме, иако брзо некако ни се скрати оваа сезона. Летото очекувавме сите дека барем септември до крајот ќе остане месец во кој што ќе можат луѓето вистински летно и да се почувствуваат. Не знам како беше во соседството, но ние навистина ја почувствувавме есента многу порано. Кои би биле според вас, бидејќи сте од оваа област, најатрактивни дестинации кои што македонците ќе можат да си ја запознаат својата земја, Македонија, во оваа предстојна есен-зима? Знаете, многу е тешко да издвоиме во нашата држава некоја дестинација за која што кажем дека е поубава од другата. Но за жал ние нашата не си ја знаеме, ние копнееме да го пропатуваме светот. Да, во сите делови на државата имаме навистина прекрасни дестинации, започнувајќи од североисток, регионот на Крива Паланка со Соговскиот манастир, Малешевијата со прекрасната природа, нели, со убавите сместувања, југоисточниот дел, Струмичко-Радовишката котлина или Дојран со Беласица, со Смоларските, Колешинските водопади, Повардарието, нормално со винските патишта, Тиквешијата, Битола, да не ја заборавиме, нели, со сите своји убавини кои што ги има. Југозападниот дел секако Охрид и крайбрежјето на Охридското езеро, значи не постои дел во државата во кој што можеме да издвоиме, да речеме дека е поубав од другиот. Така да апелираме, еве, ако смеам од овде, треба основата на туризмот е домашниот туризам. Странските туристи доаѓаат во еден краток период во годината, ќе поминат дали ќе се вратат следната година или не знаеме, нели, можеби ќе бидат нови, можеби исти. Меѓутоа, основата и носители на туризмот во државата, посебно ако сакаме да имаме туризам во текот на целата година, се домашните туристи кои што треба своето слободно време да го искористат за патување низ нашата држава. Да, јас би сакала кога би имале време, а немаме време, но во некоја следна прилика би сакала повторно да ве поканиме и да разговараме малку за нашите села. Во минатото пред 20-30 години имаше миграција село-град. Сега ни се случува, после пандемијата, сите посакуваме да можеме да си се вратиме некаде од каде што биле нашите предци, да ги заживееме, да ги обновиме тие стари напуштени куки, што ми се чини дека би било нешто прекрасно и како понуда домашна, ама и за странските туристи, бидејќи некако сите сакаме да си го најдеме и да си го купиме мирот, кој што сме го изгубиле попатно. Тоа би било навистина интересна тема, затоа што основа за развој на руралниот туризам се живите села. Да. Села во кои што има активен живот, активно население, значи тие се основата за да може да зборуваме за било каков развој на руралниот туризам. А такви села во Република Македонија се многу, навистина се многу и раселени, меѓутоа има многу села кои што се активни и кои што имаат навистина извонредни услови, предуслови за развој на селски и рурален туризам. Одлично.
Јас ке ви се заблагодарам за вашето утринско гостување и верувам дека ги поттикнавме и подсетивме сите млади луѓе, особено оние кои што се на таква една животна раскрсница и каде треба да го направат вистинскиот избор, да дојдат и да се информираат за сите понуди кои што ги имаме на Универзитетот Скопје. Многу среќа на сите идни студенти и успех на оние кои што се во фаза на завршување посакувам. Ви благодарам на поканата и еве и јас да искористам можност да ги поканам сите во нашите простори на Универзитет Скопје да дојдат и да лично да се запознаат со условите кои што ги нуди нашиот универзитет. Одлично. Ви благодарам многу.